Почитувани сограѓани, отчетот на градоначалникот во заминување, Ванчо Апостолов, беше самоочен, празен настап на човек што одамна ја загубил довербата на граѓаните. Иако решавањето на проблемот со водоснабдување беше едно од најголемите предизборни ветувања, до денес тој проблем и по изминати повеќе од 4 години мандат нема реално решение. Овој градоначалник ја задолжи општина Неготино со кредит од 1 милион евра и не го реши проблемот со водоснабдување. Во текот на неговиот мандат често знаеше да излезе на телевизија и да повтори дека рестрикциите на водата за пиење во Неготино се минато. А секој граѓанин на Неготино знае дека рестрикциите се уште секојдневни. Понатаму Апостолов се пофали со 161 остварен проект, меѓу кои ги стави и манифестациите како Ден на автомобили, Ден на дрвото, Недела на виното, Дочек на Нова година и слично. Ако сите овие настапи се проекти со кои градоначалникот после 4 годишен мандат излегува на пресконференција и се фали, тогаш е јасно дека зад него нема ниту еден реализиран капитален проект со кој би го олеснил животот на граѓаните. Апостолов зборува за индустријски зони во општина Неготино, а единствено што направи во неговиот мандат е да успее да продаде големи површини собственост на општина Неготино по многу ниска цена. Почитувани граѓани, една од индустријските зони што тој ги споменува, во која има повеќе парцели, е продадена на еден ист стопанственик. Индустријската зона е неколку години продадена. Парите од продажбата ги потроши, а граѓаните на Неготино не видоа никаква придобивка од продажбата, бидејќи тоа се обични празни ливади. Зборувајќи за стапката на невработеност, Апостолов не спомена дека во неговиот 4 годишен мандат енормно се зголеми стапката на иселување на младите од Неготино. Градоначалникот во заминување зборуваше за асфалтирање на улици и изградба на нови улици, а инфраструктурата во градот никогаш не била полоша. Почитувани граѓани, речи си и да нема реченица што беше точна во така наречениот отчет на Апостолов. Не постои ниту едно прашање што градоначалникот во заминување го има рече. Речи си и да нема сегмент во кој Апостолов направил нешто корисно за граѓаните на општината. Улиците низ Неготино се раскопани и полни со смет. Индустријските зони се празни ливади, а спортските објекти се во катастрофална состојба. Со ваквото управување со општината, Апостолов е најкатастрофалниот градоначалник во Неготино. Граѓаните наскоро ќе кажат што мислат за отчетот и за 4 годишното работење на Апостолов, кога на 15 октомври масовно ќе ги казнат неговите погубни политики што им наштетија на граѓаните на општината. Ви благодарам.